Во Прилеп се одржа шаховскиот турнир за ветерани помеѓу клубот Скопје 72 и шаховскиот клуб Прилеп како домаќин. Идејата е на председателите на клубовите Тони Кировски и Илија Стошевски, а целта е дружењето на луѓето кои што некогаш биле врвни имиња во овој спорт и кои што премногу придонесле за неговиот развој во нашата држава. Шахистите велат дека шахот е врвна умствена игра. Со модерната технологија и вештачката интелигенција, ветераните сега признаваат дека на денешните нивни колеги им е навистина полесно. Шахот е љубов која цел живот постои. Не може да не се сака шахот. Па ветераните никош не можат да го заборават шахот. Шахот постои и во младоста и во возрастна доба. Шахот е игра која не смее да се спореди со ниедна друга игра. Многу шахисти различно го третираат шахот. Пример, Тали вели шахот е интуиција. Значи, неговите потези ги пречувствува тој, а до крај не ги пресметува. А Фишер вели, шахот е логика. Фишер нема да одигра потез, кој до крај нема да пресмета. А сепак логиката и интуицијата се две различни работи, ама помага и на едни и на другиот. Да видиме разликата меѓу некогашните шахисти и сегашните шахисти. Некогашните шахисти немале компјутер. Тие твореле на табла, а овие шахисти се компјутерџи. Компјутерот ќе му речи, ќе научи и играат. Затоа има творена например по Талј, по Фишер, овој потез по Ботвеник. А сега нема од младиве према нив да се вика некоја партија, затоа што тие се така го играат шахот. Према компјутер што ми кажува, а компјутер ќе ми каже што ние она ќе му кажеме. Ветераните велат дека се доста активни, иако голем дел од нив веќе се во третото доба. Шаховскиот клуб на ветерани Скопје 72 активностите ги започнал пред 5 години, а официјално бил регистриран пред 2. Се вика Скопје 72 поради тоа што во далечната 1972 година во Скопје се одржала шаховската олимпијада во организација на Светската шаховска федерација. Минатата година, например, за активностите преку 10 турнири имаме организирано, првенство на Скопје, во забрзан шах, во класичен шах. Нашата екипа учествуваше на светско првенство во Струга, на светско првенство, а идеме и градовите да ги размрдаме. Ова е дел од тоа размрдување, ова е да ги вратиме старите спомени. Прилеп бил центар, голем центар на шахот. Не само познато у Македонија, туку и вон Македонија играше во втора лига пријатели, врвни мајстори шаховски од Ѓајковски, ред да не ги бројам, некого ќе пропуштам. Сега има и велемајстор Становски, но нешто треба да се направи за категорија S50, S65. Значи тоа се ветерани кои што треба да се дружат и да победат дружењето и деменцијата да ја победат. Не може да проверите, но ние држиме страшна меморија имаме. Страшна меморија. На нас не ни треба она како се вика brain protect или ова. На нас ни треба само шах. Тоа е природна вежба на умствените келии. Ветераните велат дека имаат големо искуство во овој спорт и дека сакаат да го пренесат на младите, но за тоа требало многу поголем ангажман и на државата. Па Прилеп, посебно Прилеп има иднина. Еве, например, внуката моја од сино, неколку пати беше прва на Прилеп, 9-годишно дете. Прва на Прилеп за пионери, 3 пати. Еднаш беше бронза на Македонија, зборувам, за Македонија. Македонија, да. Прва на Македонија, втора на Македонија и трета на Македонија, на 3 турнири. Сега има 9 во 10 години. Беше на Европско првенство во Белград пред 5-6 дена. Имаме големо искуство, меѓу нас има мајстори. Прваци на Скопје. Тие мајстори треба да го пренесат своето искуство на младите. Тие се подмодокот. Сега, има некоја активност што се по школите прави, но мислам по моje не е баш поставено на здрава подлога, учителките ќе ги учат. Треба инструктори. Како што било, така треба да биде. Значи, шаховски инструктори, мајстори треба да ги земат. Од таа широчина на масовност треба да проискочи квалитет. Ние во Македонија паднавме 20 години на квалитетот. Сега, например, у светот на 15 години веќе стануваат велемајстори со највисока титула. Ние моментално имаме 2-3 играчи со фиде мајстор, најниската титула. Зборува дека нешто треба да се преземе, да се вложи.
Идејата е вакви турнири помеѓу ветераните да се организираат и во другите градови на Македонија, но и помеѓу клубовите од поранешните ЮР републики, како и соседните држави.